Представата Чичко Кумплук според пиесата Прирачник за самоуништување од Сашко Насев во режија на Јани Бојаджи е новата премиера на Театар Куманово која ќе биде одиграна утре вечер на сцената на Центарот за култура во 20 часот. Проектот е дел од програмата поддржана од Министерството за култура за 2026 година. Нова премиера на Театар Куманово за 2026 година. Прва премиера од надгодишната програма. Чичко Кумплук во режија на Јани Бојаджи. Премиерно ќе биде изведена утре 13 мај среда од 20 часот. Прва реприза ни е во петок на 15 мај. Сакам да кажам неколку основни работи. Станува збор за, како што каже директорката, за пиесата Чичко Кумплук или Прирачник за самоуништување од авторот Сашко Насев. Имено станува збор за пиеса која го има помината обратниот процес. Обично прво се пишуваат пиеси за театар, потоа тоа се прават филмови. Ова е пиеса која има обратен процес. Прво е направен филмот самоуништување, а потоа е направена пиесата и ова е изведба на македонска драма практично на сцените на Кумановски театар, што е дополнително задоволство и за мене, и за ансамблот, и за институцијата, затоа што сакав тоа да кажам дека ние мора да разбереме дека без македонска драматургија ние не може да направиме национален театар. Без национален театар нема национална кинематографија, бидејќи родното место на кинематографијата на филмот е театарот, а без национална кинематографија нема национална телевизија. Без национална телевизија нема национални медиуми и немаме нација. Една од идеите зашто да го правиме ова што го правиме е да покажеме дека ние како нација, како земја, како македонци сме затворени во еден круг од кој 30 години не можеме да излеземе. Одговорот е дека, за жал, ништо не се променило. Истиот Чичко Кумплук, буквално, како се вика, како денес да го паркирал своето такси, еве, тука пред Центарот за култура и како да утре ќе влезе на сцена и ќе биде истиот Чичко Кумплук. Станува збор за истите карактери, истото место и време на действие, истите социјални односи, истите политички односи, зети чура, ко се кодошат еден на друг, истото семејно насилство, истите немокни мажи да својот револт да го покаже таму каде што е местото, надвор, меѓу политиката, меѓу политичарите во општеството, за жал бесот го истурат дома врз семејството. Го играм ликот на Вилма. Тоа е една наивна девојка, средношколка, која што од некоја своја наивност и неизживеаност поради годините влегува во неколку ризични авантури кои што и се гледаат интересни, меѓутоа се со големи последици за неа. Тоа е дете кое што до крајот на представата има пресврт затоа што принудена е да порасне побрзо можеби од останатите и принудена е да најде начин да функционира во системот, во незиното окружување и да направи нешто кое што е најдобро за неа. Не сакам да навлегувам за сите оние кои што не го гледале филмот или не ја читале пиесата, да навлегувам во конкретни ситуации, меѓутоа мене ми беше прв пат работам со Јани, прв пат работам текст на Сашко. Оно што мене ми беше интересно и тоа што секогаш се наоѓам нешто кое што ми е возбудливо во представите кои што ги работам, е тоа да најдам некои мали микро ситуации, реакции, начини на игра кои што заедно со режисерот во нашиот театарски прочит ќе го збогатат ликот повеќе од напишаното. Се надевам дека успеав, мислам дека генерално како ансамбл успеавме во тоа и ве поканувам да гледате представата. Се радувам што во последните години и претходно, а мајте барем ќе спомнам за последните години во Кумановскиот театар се родија навистина многу добри и квалитетни представи кои што се уште стојат на репертоарот. Тоа го покажува и публиката со посетеноста, со реакциите после представите. И мислам дека оваа представа ќе и е веќе уште еден квалитетен производ со
квалитетен ансамбл, квалитетни учесници во представата на Кумановскиот театар. Представа која што публиката ќе сака да ја гледа и секако дека после представата би се запрашала публиката до каде сме ние со нашето постоење како држава, како нација, што направивме ние за својата држава, за својата нација, до каде сме со градењето или со самоуништувањето. Јас играм еден лик на еден инспектор кој се вика не по некоја случајности не постојат, нели? Светската драматургија е нешто кое што Кумановскиот театар со големо внимание и почит кон кое што со големо внимание и почит Кумановскиот театар се однесува. Меѓутоа за мене лично како актерка, како македонка, македонската драматургија е исто светска драматургија. Можеби тоа така не беше низ годините, затоа што ние на нашите простори некако можеби сите заедно придонесовме како театарски дејци тоа да не биде така, но ми представува особено задоволство што последните години македонските автори и тоа како се застапени на нашите сцени. Уште поголемо задоволство ми е секако што ние како Кумановски театар го негуваме тој тренд, кој што се надевам во иднина ќе прерасне во традиција, не само како едно трендовско однесување, да речеме во одреден период. Сашко Насев е автор кој што ние веќе втор пат го поставуваме во Кумановскиот театар. Секако сме отворени за сите оние млади драмски автори од Македонија кои што би сакале да соработуваат со нас, но задоволството да работите македонска драматургија е огромно, најмногу заради тоа што македонските автори пишуваат за нас, за македонските мајки, за македонските млади луѓе кои што бараат место под сонцето, за македонските нервози, за македонските убави нешта. Верувам дека и за убави нешта, да. Комедија правиме смешно така, и трагично. Така. И најчесто нам актерите ни е многу поблиска македонската драматургија.